Добра татуажа е добар маркетинг. Моментот кога излегле фотоапаратите, хиперреализмот и реализмот е умрен. Кога ќе се спомне и сакам да упишам средно уметничка, што бараш, нема пари таму да пише земи медицина нешто. Дозволете им на децата да запишат што сакаат и да прават тоа што им е пасија и тоа што им е љубов. Треба да ги утешам моите први сигурно 20 татуажи беа ужас. Ама криво ми е што го имам на тоа од периодот кинески јапански. Срамота тату артист татуираш 4-5 години и една имаш кинеска направи. Би сакал уствари уметноста да навлезе целосно татуирањето. Или имам татуирано на една поребат лепсо ајвари сирење. Буквално тоа. Прво да почнеме од тоа, во кратки црти да се представиш, да кажеш со што се бавиш за оние кои веќе не знаат. Чисто едно кратко интро за себе и после може да преминеме на конкретни прашања. Што како? Па, вака. Јас сум Марко Тасевски, имам 26 години. Се бавам со татуирање, живеам од татуирање, заработувам од татуирање, се бавам со секој вид на ликовна уметност, со сликарство. Последни неколку години дипломирав на ликовна академија одсек сликарство. Цртам цел живот. Тоа е тоа. Така. Па како прво прашање, мислам само се надоврзува. Од каде, кога прв пат почувствува нешто спрема тоа, некоја потреба креативно да се изразуваш? Дали е тоа цртање, понатаму нели ќе збориме еволуира во тетовирање или само се шири, нели? Така. Кога почнува твојот прв контакт со општо со самата креативност како таква? Што знам од кога памтам за себе искрено, прва меморија за себе мислам дека ми е тоа. Мислам дека ми е односот со некаков медиум за цртање, дали е тоа моливче, дали е боичка, дали е мрсна боичка, дали е четка. Не верувам тоа четка да сум фатил, ама пак исто е за мене се тоа. Дали е татуирање, дали е сликарство. Односот е ист. Значи односот спрема тоа е ист. Да. Добро, моментално тоа што се бавиш, нели од тоа што заработуваш, е тетовирање. Така имаш своја студио, Индиго. Па може да преминеме и натака, па да се навратиме може и на самиот уметнички аспект. Како почна со тетовирање, од каде влезе во тетовирање, нели спомнавме црташ од кога си мал, изразуваш својата креативност, нели веројатно си го препознали талентот после некое време или некој ти укажале на талентот. Каде беше некоја пресретница, раскрсница кај што ти тргна спрема тетовирање како професија, нели, моментална, како работа? Така. Каде беше тој момент кога отиде на таа страна? Па Или спонтано е се тоа? не е спонтано, подсвесно тоа ми влагало можда уште одамна кога длабоко ќе си пробуричкам у фајловите што ми се у глава. Мислам дека имам цртано со кна уште како многу мал на плажа, однака на луѓе. Така да технички не е истото, ама ми влегло подсвесно, можеби. Сега друг аспект може да сум гледал пред да почнувам да тетовирам, дека од нешто мора да се заработува, реално. Не дека бркаме пари, ама мора да се живее од нешто. И да бидеме реални, пак ќе се повторам, од сликарство и од било која ликовна уметност треба да достигнеш, мислам, одреден кредибилитет за да можеш да живееш комодно. Тоа за твоите дела што ги твориш да бидат вреднувани. Тоа ретко кој млад артист може да се пофали дека живее од тоа. Така да, кога почнував единствено графички дизајн, почнав и со тоа нешто чепкав. Графички дизајн и тетовирање ми беа као, чекај тоа, и можеш да уживаш во него, мислам, да се изразуваш артистички, да секојдневно различни теми имаш, црташ различно и да си живееш. Не дека пред тоа јас не бркав други работи, сум правил свашта, сум цртал карикатури, сум цртал портрети за парови, што не гледам таму ништо артистички, едноставно ми биле само тезгарење. Така. Нормално, мислам, многу нормално е да се подели тој момент, нели сега ќе збориме и за самата уметност, нели како ја доживуваш ти општо од тоа, ама реално и да збориме, нели, самото име на подкастот Next Gen, нели, сами да мотивираме некој млади дека може и, нели, ти некако си усмерил својот талент, својата креативност, нели, како уметник во некој медиум што тоа и можеш да живееш. На некој начин ти пак си уметник, слободен, можеш и да твориш,
базирано на твојата уметност. Да, па тоа гледав, јас тоа брекав. Јас ќе бев многу несреќен и немаше мислам да ми се работи било која друга работа. Јас имам средно економско. Јас го запишав средно економско ради тоа што сите другари ме отидоа таму и ради тоа што ми беше преку улица, што се вика. Без некој план за иднина. Да, не, имав. Не, види, јас си цртав, цел живот цртам. Значи, не сум од таа фамилија кај што моите родители ми забраниле да одам средно уметничко. Значи, тоа исто сакам да Може да го одрзам спомнеме, да одрзам тој муаве дека знам многу талентирани деца или повозрасни луѓе што сум зборувал, што не им дозволи да упишат тоа што сакаат. Еве, нека не е ликовна академија. Нека е драмски, нека е музичка, нека е било што е уметност. И не им дозволи едноставно таа жаро ни взгаснала. Кај мене не ми изгасна, значи ја немам никаква поврзаност со економското. Не ми било, сакам математика, економија. Сега, може би има нешто поврзано, зашто бизнис сепак... Да. Не е на одмет, не е на одмет. Да, не е, секако, ама не верувам дека ми помогнало, искрено. Еве, кој учел со мене, кој ме знае, ќе каже дека не фаќав книга, реално. Стефан може да потврди. Стефан може да потврди. Така да, реално не знам дали ми има, може би подсвесно нешто ми влегло во глава, па сега го користам, не знам. Ама што беше муабетот, преска исто не се докажав за моментот тетовирање како ми дошло. Значи тоа си тлеело, нели, постепено со време. Она идејата тетовирање. Ама јас цело време мислев дека се уште не сум доволно квалитетен, искрено, кој ќе се сетам се убаво. И си викав кој да завршам ликовна академија, да се посветам целосно на тоа, зашто знаев дека бар инвестиција сериозна. Зашто ако сакаш квалитетно работиш, особено тетовирање, препорачувам и мене ми препорачале да работиш со квалитетна опрема. Значи, нормално има на AliExpress фул пакет, цели пакети за 100 евра со Free shipping. Да. Ама се работи со човечка кожа, работиш со човек. Апсолутно. Добро е тоа да го спомнам. Убаво е да купиш и со ефтин молив можеш да направиш добар цртеж. Ама со ефтина машинка, ефтина игла не можеш да направиш толку квалитетна тетоважа. И едноставно, ајде финансискиот аспект ме кочеше, може би си викав дека не е правото време тогаш. Ама Иван Андов и не знам кој друг беше тогаш во тој период у втора година која бев на факултет, едноставно ми требаше можеби пуш од некое друго лице. Јас сакав, да, бев сигурен, ама друго е некој кој ќе те мотивира и кој ќе ти каже ајде, брат, кој ќе те напали, знаеш. Ајде, брат, што можеш да изгубиш? Така. И тука и моите родители ми помогнаа. Зашто без јас заработував, да, ама тоа беше ситно, тоа беше за да си купам гардероба, да излезам, да прошетам, да си... Така. Ама моите родители ми помогнаа искрено за мојата прва машинка и мојата опрема за тетовирање, зашто ме видоа најверојатно дека имам пасија врска со тоа и видоа дека може да се заработува тоа. Сега сме друго време кај што Ке спомнеме и тоа. Да, не е како порано што било. Сега е работа, не е губење време. Значи, ја не си црткам онаку наводници и ние не си го трошиме времето. Ние тетовираме, убаво заработуваме и може да се живее од тетовирање. Значи, тоа исто сакам да напоменам. Они тоа неверојатно го видоа и може би они да не ми помогнаа у таа ситуација. Јас немаше да почнам тогаш, ќе почнав кога ќе соберав пари реално. Тоа ќе закасна 2-3 години. Може да сега ќе почнав овој период. Така. И ќе искрено ми се поклопи све, сите коцки ми се наместија, како право време беше се. Така, ценам и тоа што спомна баш ќе се наврев на таа тема јас, дека сега е време, нели, тоа не го отворив како почетна тема, дека, нели, самото тетовирање, нели, ставање тетоважи едно друго, тоа може да се каже дека е делумно и тренд во денешно време, не знам дали ќе се согласиш, дека е во некоја експанзија сигурно, ако, да. Сега се повисоко станува. Да, нели, повеќе артисти сте, повеќе студија се отвараат. Секоја недела некој искача што тетовира. Да, и затоа сакам исто да те прашам, нели, спомна инвестиција, спомна, нели, дека треба да се обрати внимание тоа да биде поквалитетно, дека се работи со човечка кожа, тоа е доста битни предрасуди, мислам да се разбијат за тетовирањето. Види, не сакам да оспорам некој. Зашто Ова е чисто сугестија, нели, не беше да... Тоа јас така сум гледал.
Значи јас сум сметал дека така ми кажале и сум го прифатил тоа како сугестија дека со квалитетна опрема само можеш да направиш добра татуажа, а не со кинеска машинка што каса пилини и што може да ти скина кожата и да се инфицира со лоша боја или нешто. Ама не знам, некои случаи може да ме демантира, да ми рече еве некој јак артист, Така. да ми рече ја татуирам 4-5 години брат, ја кога почнав работа со кинеска од AliExpress. Што ќе ми каже? Така ги заработев парите. Значи може да ме демантира. Не е тоа грешно. Секој со своето, секој како смета дека е правилно. Јас моето мислење било така. Така, значи почна сам прво, така? Да, Сам дома у детска соба тогаш. Без некој конкретно да тучи до тебе, Не, значи сам. Јас кога Само. почнував, сепак е занат. Секој занат знаев дека многу тешко се дава. Еве сега и од овој аспект знам. Би го дал на тој што заслужил, а не Не на било кој. не на било кој. Реално треба да го заслужиш. У очите можам да видам дали го сака тоа. И контактирав јас тогаш некој студија или некој што тетовираат у Македонија. И немаше одговор од неколку од другите, беше дека не примаат апрентис, што исто разбирам зашто тој апрентис ти пуни кревет у студија. Значи може да и ти зима клиенти и такви ствари. Така да требаше да достигнам одредено ниво, наверојатно. Дома татуирав 6 месеци. За блаже од Nameless да Може да ме спомнеш како? контактира, да ме контактира. Nameless искрено прв период во мојот живот, таму бев 2-2,5 години. На почетокот можда бев како апрентис, да, ама целиот тој период многу ме помогна, значи како се работи со клиент, однос со клиент, од водење на бизнис. Значи таму прв пат суштински виде како функционира веќе бизнис заснован на тетовирање и слично. Nameless више Да. беа реномирано студио со име со Да. Колку со се задржа квалитет. таму? Таму бев 2 години. Чекај само не ти докажав. Кога почнав уствари YouTube, ја тоа на сите го кажам. Значи на YouTube имаш све, човече. Имаш за како да наместиш станица, како да почнеш, како од кај вештачка кожа. Ја тоа нема, или свинска, нели тоа е муавет на свинска кожа се учила, не врска нема. Ама тоа све се глупости, мислам дека пробав. И на ова ќе пробав и на се, ама кога ќе пробаш на вистинска кожа, мислам тоа е друг мојот, али значи YouTube-от беше пресуден за се. YouTube-от ми помогна, јас пред да ме викне Божи имав тетоважи, ја тетовирав, ја го знаев техничкиот аспект. Од хигиена не, искрено, ама кој ти те каже, не знаеш како е правилно. Од хигиена толку не пазав, ама кога влегов во Nameless беше game changer и за квалитет и за... Многу е битно кај си со кој си. Знаеш, она, Апсолутно. кој те обкружува така се. Да. Понатаму каде продолжи после? На кратко чисто да направиме. Па, у Nameless До моментов како си дојде. 2,5 години, нешто тој состав у Nameless што беше се распадна. Значи си постои Nameless сега, не дека не постои, Блажи Ирина се таму, Мате Ивана. И у периодот кога се распадна Nameless, јас уствари почнав да го спремам Индиго. Само тоа не иде така брзо тој процес на спремање студио. Ја мислев дека за месец дена ќе спремам све, ама мислам дека ми одзема 5-6 месеци баш со набавка на опрема, па чекаш да стигне, па од пријавување фирма, отварање доел, такви ствари. И у тој период доека го спремав Индиго, бев кај Горан Мичич како гостински артист, значи не бев дел од тимот. У МГ-тото студио таму бев и сега више скоро 2 години полни Индиго за неколку месеци. Значи на крај како последна станица дојде твоето студио Индиго. Буквално последна, да, нема да има други станици. Така, моментално колку артисти сте во Индиго, како работи Индиго? Нешто Моментално повеќе сме за 5 бизнис. со се мене, со се рецепционерката 5, ама и она почнува да тетовира, така да можам да ја рачунам и нејзе како артист. Како функционира? Си закажуваме термини, секој си работи кога сака и колку сака. Секој си работи различен стил на тетовирање. Млада екипа сме сите, тука сме со години, супер неа. Значи супер. Да. Ајде тогаш веќе кога сме кај тетоважите, нели сега ќе малку сега ќе скокаме од тема на тема, што е нормално, нели опуштен муавете. Ајде се вака, мене ме интересира
мислам сега некои нели по-банални прашања да поставиме што може ќе ја занимаат некој што скроз рандом слуша, нели? Ме интересира што би му кажал ти на некој сега во моментов, нели како тату артист, нели со твоето искуство имаш и сам студија и слично, што би му кажал на некој што баш е во овој момент размислува да ја стави својата прва тетоваж? На кои аспекти треба да размисли, што треба да промисли пред да се реши нели да се јави на вашиот број да закаже да дое на термин? Како гледаш ти на тоа, ме интересира? Па пред да стави првата тетоваж. Јас од мој аспект не можам да ти кажам како се осеќав, зашто едноставно више бев навлезен од тетовирање беше секој невија пред да ставам првата тетоважа. Значи ти прво стави тетоважа, извини, на друг не пред да ставиш на себе. себе. Ја мислам дека некој пола година тетовирав сигурно пред да ставам мојата прва. Така да не знам како го гледаат, не можам колку и да ми кажуваат како го гледале, не можеш се дека не го осетиш. Значи ја од друг аспект го осетив моментот првата тетоважа, ама би им посоветувал ако не се 100% сигурни, значи 90% ако се не ми проаѓа, ќе ми кажат 95% сум сигурен дека сакам да ставам. Значи моментот дека за секогаш не треба да се свесни за тоа, дека утре ќе се разбудат со тетоважата, ќе се легнат со тетоважата, дека до крајот на нивниот живот таму. Така да можеби попаметно е да ги советувам некои што не се сигурни да почнат со малецка тетоважа прво. Па макар и точка да е, срценце малецко да е, моментот само да го осетат, дека е за секогаш. Ама тоа не значи дека сум имал клиенти премногу што првата тетоважа има голема, што првата тетоважа има подлактица. Значи не мора, значи секој различно ствари. Да, значи твој совет би било дека треба рационално да се пристапи спрема тоа и да се има во предвид моментот дека тоа со тебе цел живот и дека ќе имаш некоја емотивна врска, дека не е. После тоа е на почеток. Искрено ја кога ги ставав првите, бев кој чека што се запрашував требаше ли поголема, требаше ли на тоа место. Значи тие прашања не треба да дозволиш да те убијат и да направиш тешко да ти биде поради нив. Ама после тоа станува дел од тебе и мислам дека не размислуваш уопште дека ги имаш. Буквално дел од тебе станува, забораваш дека ги имаш. Така. Следно што ви те прашал, што ме интересира искрено многу, самиот аспект на тоа, нели зборевме ти како артист, пред се како уметник, нели дипломиран, ме интересира процесот кога ќе дое клиент кај тебе со тетоважа која сака да ја слика, како ти балансираш меѓу желбата на клиентот, се ова можеш да го објасниш и од прво од некој артистичен стил, од артистично размислување, после и од некоја бизнис страна, нели, однос со клиентите, како ти правиш компромис меѓу тоа што го сака клиентот и начинот на кој ти сакаш да се изразиш нешто твое да вметнеш во тетоважот, нели самиот уметнички дел? Тоа е тешко, нешто мое да вметнам ретко. Мислам, ја тие што ги постирам, претежно се нешто мое да вметнам, зашто сепак стил да изградиш се уште тешко и се уште мислам го немам. Не мислам, туку го немам. Тешко е не само кај нас, не само во наши простории, туку мислам у свет, бидејќи доаѓаат со тетоважа од Pinterest, доаѓаат со пример више постоечка тетоважа. И сега највише ја што можам да му направам и што би прифатил он, е он да има барем не копија од тетоважата, да има. Значи јас сите тетоважи што ги правам, теорија нема се ископира од више постоечка тетоважа. Ама ја наоѓам истата фотографија од која е направена таа тетоважа. Значи не е фер ни спрема клиентот што ја носи тетоважата, ни спрема артистот што ја дизајнирал тетоважата, ни спрема мојот нов клиент да имаат истата копија. Така да најмалку нешто што може да се направи, барем да се направи сличен дизајн на тоа. А сега да се експериментира, да се прави стил, да се додаваат мои елементи од тоа тешко кој прифаќа, да бидам реални. Ама барем ти викам, барем да има тетоважа што не е ископирана. Ситно нешто да биде сменато. Значи тоа го заслужуваат клиентите, тоа го заслужува секој. Така. Значи клиентот се става нормално на прво место со тоа што сака, не форсираш некоја сугестија. Ако форсира да се копира истата, тогаш не се става на прво место. Да? Па не се става, го дисреспектираме артистот што ја направил и човекот што ја носи. Така. Значи ај што се дисреспектира самиот клиент мојот нов да има иста копија како некој друг, ама мене ме става незгодна ситуација кај што значи
доаѓа дури и со многу лоши тетоважи, знаеш, и сака истата. Зашто тоа е друг момент, дека не секој приме тоа што е добра тетоваж. И кога ќе се направи нов дизајн е више друго. Ама ако сака да ја копира истата, нема тура, нема да се прави. Така. Во ред, веќе кога навлегувавме сега конкретно и за твоето студио да збориме, ме интересира, бидејќи нели јас се бавам со маркетинг, нели мојата агенција и слично, ме интересира, ќе се навратиме нели на уметноста и на самите тетоважи како такви. Ме интересира моментот како некој млад човек, мислам тоа е битно да го спомнам нели за некој сега конкретно за тетоважите се задржавме повеќе. Како беше самиот потек да се нафатиш на тоа? Ти го отвори студиото на колку години? На пред 2 години? 24 може да имав. Така нешто, да. Да, пред 2 години. Значи, Така да. Имав 24 ствари, да. Имав, сигурно. Можеш ли повеќе да ни кажеш од таа некоја како се нафати на тоа веќе нели влегуваш во свој бизнис, стануваш на некој начин предприемач, нели понатака се развива тоа се и други работат за тебе. Самата таа бизнис страна како ја доживуваше во тој момент? Спонтано е се. Како почнав со татуирање, така и со како го отворив Индиго. Значи се си е поради нешто што се десило. Како домино ефект. Не, паѓање, али знаеш поврзано е, едното го бута Реверс. Да, реверс домино. Така да ајде конкретно ќе кажам, да не се растуреше Nameless, таа екипа ја ќе остане во Nameless сигурно ше неколку години, немаше да биде моментално отворено Индиго. Ама се требало да биде, така требало да биде. И не жалам, значи нормално тешко ти е кога се деси тоа, навикнат си 2 години работиш со истите луѓе и гледаш секојдневно и ама сега од овој аспект ми е управо време, управо место, се десило како што треба. Така, значи не жалиш за ништо. Уопшто, дури напротив. Така, исто ме интересира да те прашам повеќе, нели нормално се тоа ќе кажам, јас мислам ти важиш за некој што има доста успешно студио, мислам тоа е очигледно. Работите доста, имате клиенти и слично. Ме интересира самиот процес, да ми го објасниш повеќе, како почна нели тоа самиот процес на оѓање на клиенти, нели ти отвараш студио, инвестираш во простор, отвараш фирма, нели сите работи кои се сами по себе трошоци. Како размислуваше за тоа ширење на студиото, нели самиот маркетинг момент, Така. наоѓање на клиенти, дали имаше некој бизнис план, бизнис стратегија позади самото отварање, или веќе имаше клиенти што ги влечеше од поодамна препораки? Тоа ме интересира, како оди маркетингот во вашиот бизнис конкретно? Добра тетоважа е добар маркетинг, единствено Значи од добар уста на маркетинг. уста. Џабе Кој ја ти правеше Инстаграм, тетоважата е добро. Колку јак Инстаграм да имаш, колку и да постираш добри рилови. Искрено на крајот од денот пак гледаат како идат и гледаат зашто идат. Така да подсвесно маркетингот го правам од кога почнувам да тетовирам. А нормално кога отвараш фирма, кога отвараш бизнис, студио, особено гледаш и за другите да има клиенти, не само за мене, туку и за другите што се во Индиго, ама тоа постепено се гради зашо на почетокот тетовирав се. И малецки секакви, мислам не дека и сега не правам чатпат, ама сега многу полесно е на клиентите мене што ќе ми пишат или што ќе ме прашаат уживо или нешто за некаква тетуажа што би ја можеле и Дамјан и Ева и други дека ми на студио и Ана и Маша да ја направат. Многу полесно е, довербата е друга, више створени артистите гледаат портфолиото нивно, објавуваме секојдневно. И многу по-лесно е да може кај дама, знаеш. Ама на почетокот на бизнисот не беше баш искрено така, како кој е дама, чекај, кој е. Тоа е. И треба да им сепак јас сум одговорен, тоа се мој јас сум го препорачал тој клиент на дама. И колку што дама одговорен, толку сум јас за тата товаже, за квалитетот на тата товаже. Така да тоа си бараше време малце за довербата се стекне за Индиго, не за Марко Тасевски. Така, конкретно за Индиго. Да, за Индиго зборам кој тим. Ама го градиме маркетингот, е добра тетоважа. Принципно тоа се сведува. Значи најпросто сведено, реално. маркетинг е добра тетоважа. Ќе ја види некој, ќе праша која правеше. Па за Тоа е се доволно така за се. мислам. За се е така мислам дека. Да. Ајде лупам кола. Да. Колку добар маркетинг да имаш ако не е добра колата. Џабе ти. Се согласувам. Добро. Значи може да се вратиме сега малце тоа што скокнавме некако и на почеток избрзавме нели самата тема околу
тебе како уметник, нели, пред да го фатиш тоа, нели, како работа тетовирањето, нели самото созревање како уметник, малце повеќе на таа тема да ми кажеш на деновите на академија и слично, како почна да се пронаоѓаш ти, кои беа некои можеби клучни моменти за, нели, сега збориме од страна не како Марко Тасевски тату артист кој работи во Индиго, него нели како Марко Тасевски. Ама истиот Марко Тасевски. Да. И тој е овој. Не од бизнис страната сакам така да кажам, да, сакам да кажам да, од некоја да. по, нели, од Не, креативната така страна. Да, разбирам, да. Види, ликовна академија беше искрено преубав дел од мојот живот. Баш со многу што сум зборал, кога кажуваат спротивното, дека не се задоволни од академија, дека не се од системот, од професорите, ама ја баш напротив можам да ги демонтирам со факти дека сам си правиш да ти убаво. Знаеш, на ликовна академија не смеат професорите да ти кажат како да црташ. Да почнеме од тој момент. Не смеат да те наметнат стил, ти учиш од... Значи, самото тоа што си обкружен со луѓе што го сакаат и го прават истото што ти го правиш, како да не ти биде убаво. Значи, сам си правиш, еве сега ја ако сум тука со 5 сликари, 5 тату артисти, што ме интересира каква институцијата, какви се професорите. Знаеш, убаво ми е за тоа се за околината. Околината беше преубава, дружбата беше преубава. Ликовна академија многу ми помогна за сваќањето за што е уметност. Ја имав сосема друга слика пред да упишам ликовна академија, мислев дека реализам и хиперреализам е врвото у се. Тогаш не тетовирав, ама у се. Као ако знаеш да црташ, ако имаш у ликовна уметност дека реализмот е врв у се, ама дури тие што сум ги правил 500 метсотки, 100 има некои цртежи, знаеш, со боички, со све. Реалистично Тие беа представено. најхиперреалистичен момент, тој момент што можам да што сум можел да го доловам и сум мислел дека по тоа се одредува колку си ти добар уметник, ама тоа благе везе нема со уметност од овој аспект. Дури кога го гледам, дури се имам расправено со професорите тогаш, ама потполно ги разбирам, нема ништо уметнички таму. Го представуваш нештото Нема, како што го е веќе. представуваш како што е. Значи моментот кога излегле фотоапаратите, хиперреализмот и реализмот е умрен. Значи морале сликарите до тој момент нивна задача била тебе да те насликаат најреалистично што може, за да можеш да се закачиш дома и да си имаш портрет од тебе. Искачаат фотоапаратите, сликарите мораат да најдат друг излез за да се изразат, да се одвојат од фотографијата. И тука умира реализмот. Затоа моментално сликите што ги правам уплатната, што ги правам, вметнувам реалистичен момент, ама тоа не е не е хиперреализам. Сакам нешто апстрактно да има, нешто да биде надреалистично можеби. Така да, а во тетоважите исто го не, у тетоважите ствари обратниот момент го бркам. Таму бркам реализм. Зашто сепак што по реалистична тетоважа, толку по квалитетна. Тука е таа. Значи некако ги делиш. Па мора да се делат сега, не можемо на платно што поосетено е порашљакано, не знам, со четки. Поише ќе се поврзам со него. А сега тетоважа, линиите, чекај, хаос е, што не е квалитетна тетоважата. Друго е. Да, и Така самиот да, момент овде што го бркам тоа, а сликарство сосема спортивно. Тоа е разлика. и самиот момент нели е различен што нели платното е твое, некако можеш на крај да го свиткаш. Одговорен си ти за него. Само е Мислам и одговорен. за тетоважата си одговорен, ама друг ја носи друг, ќе се буди со Ја делите одговорноста. Ја делите Да, одговорноста и нема платно, ќе го изгушваш, ќе го прекриеш со бело, ќе направиш ново. Тоа што ќе направиш. Така да тоа. Така. Не знам дали ти одговорив, тоа ли беше прашањето? Па да, прашањето беше на тоа всушност, нели твоето пронаоѓање. Направив ми за академија Да. малце така, тоа беше Да. ствари. Ми спомна нели твоите искуства од академија дека си Преубаво беше дека преубаво си ликовна прошол. академија. И тој момент Преубаво. го долови како всушност ти си се пронашол, што ме интересираше мене нели во самата уметничка смисла, дека всушност рече дека академијата е патот кој те не, прона. не, знаеш, не морално. Не мора да е тој патот, ама едноставно јас сакав, ја доаѓам од средно економско. Ама сакав
да осетам како е со тие луѓе. Можеби немаше да ми се смени мислењето, ако не упишав академија, немаше да ми се смени мислењето за шоу уметност. Така да препорачувам на сите. Ме интересира само тој скок сега, например од средно економско на академија, на ликовна академија, го доживеа како шок или претходно веќе ти имаше со уметници некој контакт, знаеше како размислуваат тие луѓе, бидејќи од околина на луѓе што сакаат да бидат економисти и правници до ликовни, малце е голем скок, нели, во размислување, претпоставувам сега, не знам. Ви, да, мајбав секојдневно со Значи тоа ти помага. Да. Јас немам никаква поврзаност, сум немал со економското, со економијата сум. Со математика сум немал никаква релација. Тоа ти било проформа чисто да завршиш. Зашто беше реално преку улица економско Борис, зашто сите пола другари ми отидоа таму. И сметав дека, значи ја не доаѓам од таа фамилија, не знам преска, не го спомнав мојот, дека не доаѓам од таа фамилија кај што ми забраниле моите родители да упишам средно уметничко. Значи тоа може да се држиме на таа тема, да. Зашто знам многу згаснати таленти. Не мора да е средно уметничко, било која друга уметност, да, или било која музичка академија. Нормално родителот си гледа дека у тоа време не живееле толку луѓе од тоа и гледа, сака сигурност да има за своето дете. И ги разбирам од аспект зашто кога ќе се спомне и сакам ама да упишам средно уметничка, што бараш, нема пари таму да упишам, земе медицина нешто. Ама ако го видиш детето дека тоа значи сакам да кажам, ја го немав тој проблем да сакам средно уметничко, сакав економско зашто им беше блиско, им беше преку улица. Си бев, односот го имав со цртањето, ние се дружевме секој ден, знаеш. Ама више кога завршив средно економско си реков, можда редно е да упишам нешто такво и доста бев на страна како. Тука, ама не сум целосно запознаен со што е уметност. Мислам дека е битно доста и тоа што го спомна, нели за самиот однос на родителите кога ќе видат дека детето може и талентирано, дека го сака тоа, кај нас е факт сега, не знам ни доколку, факт е дека има некои стереотипи спрема тоа. Мислам дека наша колку и да гледаме на поблак начин да го кажеме тоа. Има и тоа. ТНВ, ја го кажам на негруп начин. Има премногу луѓе што знам и помлади и повозрасни што не им дозволени нивните родители да запишат тоа што го сакаат, конкретно средно уметничко. Зашто? Зашто нема пари таму. Најбрутален ќе биде. И тие прекинале да цртаат. Им жарта, пасијата им се изгубила. А и не само тоа, и нив може ја имаат, ама ако не се работи секојдневно на талент, тај да ќе го кажам, колку и да има, нека 5-10%, нека не знам колку. Да, нема врска, не го гледам тоа така, ама ако не се работи на тоа, џабете, ако направиш пауза од 5-6 години, со све е така, баскет да играш, да не шутираш 5-6 години, нема да шутираш као што си шутирал пред. Така да ни прекинувале. Нешто на кој ќе ти забранат нешто. Да. Не си својуваш и после. Мислам, многу е и лесно тоа да ти направи пресврт, бидејќи ти сега збориме за дека што има 14 години кога треба да донесе одлука, така на 15 си прва година средно. Значи ти лесно е да те предомислат и да те убедат у нешто. Прелесно. Ама не е само да те предомислат, имаат авторитет на тоа. Имаат и авторитет. И во случај да немаат некој преголем авторитет. Живееш никако што барем јас сум раснал така фамилија кај што ги почитувам моите родители, тоа што ќе кажале било закон. Ама вајда виделе пасијата спрема цртањето. Знаеш, ја кога геймале сите, ја не сум геймал, ја сум цртал. Мислам, не сум геймал ја, ама не сум гледал, сум веќе време сум посветил на цртање. Значи тоа ти било нешто примарно во животот. Секојдневно, тоа ми е врска уствари животно. Не знам како да кажеш. Убаво баш што ги отворивме овие теми, бидејќи тоа само кажав, и не само авторитетот, него мислам дека и самата сугестија на некој кога ќе му кажеш слушай, наложиш овие теи средно уметничко три точки, нели да не што како може да се збори, глупости некој, веројатно не ни избори на така работи. И самото тоа може да му створи, знаеш, бидејќи ти имаш 14 години, не си сигурен ни сам у себе. На родителот или на детето? На детето. Зборам да не е преголем авторитет, кога ти кидеш тоа што мој кополабо, него зборам ако самиот веќе навлезен у тоа се гледа таму и ти му сугестираш, веќе он може тотално се изгуби, па да се најде на друго место изгубен. Да, ама вака, значи, секако е пропаст. Имам два совети. Едниот е за родителите,
дозволете им на децата да запишат што сакаат и да прават тоа што им е пасија и тоа што им е љубов. Втората е за децата, тие што почнуваат. Еве и да не ви дозволат и да не запишеш средноуметничко, изводливо е пак се. Јас немам средноуметничко. Значи, никој не ти забранува да црташ секој ден. Запиши се медицина. Така. Зашо ја не црта? Значи, самите они можеби колку што се родителите криве што им забраниле 50-50, толку си децава што прекинале, зашто си прекинал тогаш? Кој може мене да ми забрани да цртам? Колку и да имам авторитет на моите родители? Тоа не оспорено е, тоа си седи, да, ама не може они да ми забранат. Значи има ќе направам една паралела, има една серија за Пикасо од HBO, мислам дека 10 епизоди. И баш он се моли на Господ нешто, вика спасија, сестра му е болна. И вика, Господе, те молам, спасија сестра ме, ако ја спасиш, ако преживеа, јас више нема никогаш да фатам четка у рака. Сестра му умира, ја кале, Господе, зашто ми направи вака, ми ја зема сестра ми, на крајот од серијата, уствари вика, Господ знаеше дека уствари нема да го оставам с лекарството никогаш. Затоа ми ја зема сестра. Глуп пример може да давав, ама он знаел дека нема да го остави никогаш тоа. Што и да се деси. Мислам дека е и у екстрема да идам и да ми се шина десната рака. Да не можам со десна. Знам еден случај кај што ќе нема да може да тетовира за некоја година еден човек. Мислам, нема, окей, ќе му биде раката, ама нема да смее више да тетовира со десна рака. Јас сум сигурен и глава сечам дека он ќе научи да тетовира со лева. Не може нешто да ти забрани, со нозе ќе почнам да цртам. Има и примери. Има и примери, да. Те разбирам скроз. Добро ја срочи целата тема. Јас исто, например, еви конкретно со мене со дизајнот што се бавам, например, тоа е многу лесно да се поистоветам, бидејќи некако у целиот живот што збореше тренинзи, чуда, средно, основно, факултети и ова она, некако останува нотата таа ти што викаш цртањето или кај мене дизајнот, останува нешто нели што те влече. Ама сакам да се вратиме сега на една тема, бидејќи тука може да гледате некои млади например што им е кул да тоа ти што го работиш. И например што не има таа цел живот нели нота. Ти цел живот се водиш до тоа те донело до тетовирање и тоа е све окей. Реално си имал, може да се каже дека си имал среќа и јас исто за себе сметам дека огромна среќа е тоа да се знаеш што правиш и тоа е преголемо, дури не може да го дискутираме сега, ќе не знам нели некој се бара се уште. И тоа е скроз окей според мене. Што би советувал ти сега на некој млад, например, дали би се дофатил до таа тема, некој млад што му е кул например тетоважи едно друго, каков пристап да има например за тоа? За да почне да тетовира? За да почне да тетовира, бидејќи многу млади знаеш дека веројатно се запознаат дека почнуваат. Да, бе, кој да биде пристапот некој од некој што веќе поминал некои работи во тоа, има и своја студија и слично. Нека црта секој ден пред да почне да тетовира. И нека работите, зашто нема назад, нема тетовирање, нема гумичка, нека црта без гума. Нека направи портрет без гума, уопште да не искористи. Значи, зашто има многу случаи кај што ми доаѓале и ме контактирале, сакам да почнам да тетовирам, дај да што имаш нацртано, па немам баш. Како е така? Значи, не може, според мене, Значи, да се дрзнеш да направиш на кожа, да немаш истото, или да не си пробал, нормално е кога нема да можеш. Значи, еве да ги утешам, моите први сигурно 20 тетоважи беа ужас. Значи, немаше ни една права линија. Значи, колку, не е дека јас ама колку и да си добар на лист или на платно, штом фаќаш нов медиум, брат? Од нула. Од нула почињаш, доека да го научиш како функционира медиумот. Ти го имаш у глава како треба, ама не можеш да го пренесеш. Ево спреј да фатиш. Колку добро и да црташ и на лист не можеш. Притисок има, дизната, воздухот ќе искача, бојата, зидот, текстура, различно се. Така да нека цртаат, нека YouTube, нека гледаат свашто има на YouTube, зашто многу тешко може да најдат apprenticeship ако не понудат нешто искрено. Или некоја уникатност, или некоја пасија, или некоја желба, да се осети желбата нивна, не да е кул ми е тоа и јас сакам тоа. Кул ми е, да. Значи, ја кажав преска да, дел е ради финансија, зашто реално мора од нешто да живееме, ама
имам кажано на интервју, ја спонтано се заљубив во татуирање. Така да треба да ми било атракција татуирањето и пред тоа. Така да треба да има, зашто многу би почнале зашто има пари. А не зашто сакаат да цртаат. Јас сум заљубен уствари цело време во ова. Нема поубаво нешто според мене. Пренесувам нешто, цртам секојдневно. Значи ако не е претходно пред да почна да татуира заљубен у цртањето и ликовната уметност, не мора да е заљубен лудо као ја можда што сум бил на. Барем да има симпатија. Да. Да му се сви. Да, а не да биде има пари да почнеме. Тоа е лош пристап за секоја работа. Мислам и добро е да се спомне. Да. За било која работа. Тоа исто се и у маркетинг, и у дизајн, као трендинг има работни места, има некои пари. Сега нели кај нас и шо е пари, таа тема нема. Разбирам. Јас ги разбирам, да. Мора нешто да се живее. Ама колку што е тоа битно, толку е мислам и ова што го кажав. Значи мора да се гледа и тој аспект да влезе искрено барем во нешто. Знаеш, па да проба искрена шанса му да му се свиѓа. Ама се осеќа некој кој е со сила. Баш пратаме, ајде кај нас не мора да споменјам, ама пратаме. Има некој се осеќа која не е направил татуажата со љубов. Јас, ако не сум наспан, ако не сум одморен, ако не сум и да сум одморен и наспан, ако не сум психички, ако сум се напнал за нешто или јас откажувам термин. Сосема различен ќе биде квалитетот на јас ако сум одморен и психички спремен отколку спортивното. Зашо го мислиш да е малецка, нешто лине и мине и ќе ги направиш истите и да не сум спиен, јас сум напнат, јас сум нервозен, ама реализам тоа јас што го правам. Мора да ги размислиш тоновите, контраст, портретот, ако утнеш милиметар ти бега. Тука мора да си цело време. Тоа е тој притисок што не знам дали некој го кажал до сега дека го осеќам, што не е баш она си црткам. Јас си црткам дома, да, ама тоа црткање дома не ми ствара таков притисок кој што ми ствара татуирањето. Татуирањето е стварно одговорен си за тоа што ќе го направиш. Да не збориме тоа дека татуартист не та прават 10 добри татуажи, та прави секојдневно добри татуажи. Дека квалитетот мора да е на ниво секој ден. Небитно ти како се осеќаш. Тоа е битен аспект да го спомнеш. Дека не е ни само толку кул, дека си носи одговорност голема. Зависи што работиш. А ме интересира дали со тек на време се попушта таа тензија, бидејќи јас сега на пример еве се ставам во твоја улога, сега некој ми доаѓа да тетовирам прв пат, претпоставам дека доста би била одговорноста голема, дека би било страв. Мислам ако го гледам од таа, значи на некој тоа ќе му остане за цел живот. Мислам тоа е и логично да се гледа од таа страна. Со тек на време попушта тоа, веќе не си толку со самодовербата со се. Клиент аспект. Не, од твој аспект. Кога ќе ти доаѓа клиент, дали имаш поопуштен однос од порано, дали си со самата Не сум имал јас стегнат однос искрено. Зашто тие први 20 на татуажи што спомнав дека се лоши кај секој. Не видно како црташ. Клиентите беа свесни што ги чека. Они не очекуваа од мене ремек дело, не очекуваа прави линии, затоа ја не бев стегнат, бев опуштен. Зашто јас знаев дека ќе нема да биде ништо спец тоа и клиентите знаеа. Исто е нормално сега верувам у тоа што можам да го направам. Сигурен сум у тоа што можам да го направам, исто и клиентите гледаат секојдневно и очекуваат. Ама притисок, знаеш, он го очекува тој квалитет како што сигурно што сум направил тебе, исто и на него. Да, видел веќе негде нешто што му е вау од тебе. Ама мора да истото не го очекуваат и го заслужиле истиот квалитет. Си плаќаат исто пари, зашто Стефан да заслужи ти да не заслужиш ист квалитет. Така. Тој притисок е стварно голем баш. Така да. Така, сега може да премине на друга тема. Интересно ми се видов некои прашања по интернет. Тоест вакво околу самото тетовирање. Доста ги интересира нели младиве, преска спомна опрема, чуда едно друго. Мене ми е интересно доста у подкаст кога ќе се спомне нешто конкретно, дали би можел некој стартер пек да кажеш за некој што сака да почне во техничка смисла, нели за опремата каде може да најде некако баш конкретно му помогнеме некој ако е на самиот чекор до
реализација веќе ги има спремно другарите, се само е чекал премото. Аха. Дали би сакал, мислам тоа? Па брендови сега не сакам да спомнам. Ако сакаат некои ми пишат, ќе им кажам се што треба за Значи може кој сака да се обрати да му помогне за Да, почеток. ајде можам да ги спомнам. Има 3 суплаери кај нас, мислам едниот ќе биде од септември, другите двајца се тука. Едниот е Филе од Inspired, другиот е Owing Supplies Пеца, третиот е Татко Премојич. У септември, ајде он ќе си направи најава, нешто спрема. Така да опрема може од кај нив да се зема. Се што е поврзано со татуирање. Така, значи нема тутка таму. Нема утка за бренд. Можда ја едно ќе му кажам, колегата мој ќе му каже друго, пак е ствар на вкус. И искуство. Види, има една машинка што ајде јас почнам со таа ствари, убаво е да се спомна зашо не рекламирам. Така е. Убаво е да се спомне, јас почнав со Шеен Тандер. Таа машинка е перфектна за почетници, значи влечи и линии, пуни добро. Сенчење не е баш онака, знаеш. Груба е, ама за почетници е мајка. Не е тешка. Така. Не дрма многу, супер, одлично. Така. Друго што ви те прашал исто, ме интересира твое мислење, сега повеќе е филозофско прашање, до сега бевме нели малце по-конкретни. Повеќе која улога мислиш ти дека играат во денешно време тетоважите како уметничко изразување, нели? Пошто гледаме дека доста влијание имају конкретно, на пример во борилачките спортови, јас гледам например, некои се веќе препознатливи по тетоважи. Еве Конор Мегрегор. Конор икон. Јам читано баш за Конор, извините прекинав. Нешто он сакал да стави уште тетоважи и менаџерот му рекол не, ти си вака како што си препознатлив. Ако ставиш уште една тетоважа, ти више нема бидеш Конор Мегрегор, ќе ти измени таа тетоважа. Значи он тетоважите станале дел од неговиот имидж. И он да не му се сега тетоважите, нема го познаеш можда брат. Како би ги прокоментирал баш неговите тетоважи? Јас сум доста голем фан одлично, супер му се. Традиционал. Доста нели самите гради. Супер му се. Тоа што и да е. Он знае да ги носи. Да. Он го има Мегрегор презимето на стомак со големи букви. Јас да го ставам тасевски, ставам стомак, ја ги изгледам смешно. Ама ми доаѓале. Значи ми доаѓале пример со он на рбтот што го има тоа венецо. Да, како испреплетени некој. И истото овакво. Исто многу ми се свиѓа. Да. И исто, 2-3 пати ми има доено. И ја као, добро, Конор е. Зашо јако му стои на Конор? Брат, ти не си Конор. Као прво, не го навредувам, не си Конор, ама зашто не бидеш ти Филип? Биди си Филип. И го пак доаѓаме на моментот зашо го копираш. Да, он го гледа како идол, како сака да биде како него. Сите ние сме се поистоветувале со некој и сме сакале да бидеме како некој, ама тоа е инспирација, тоа може да треба да те инспирира, а не да го копираш него буквален аспект, или ако си музичар да пееш како него, или можеш да имаш инфлуенс малце да земеш нешто, тоа постмодернизам, сите од некого нешто се инспирираме. Никој ретко тешко ајде тој мува да идеме да измислиш топла вода, можеш да измислиш млака. Ти можеш таа топла да ја земеш, некој што измислил па да ставиш твоја капка, нешто да си ставиш. Некој твое сосче, па тоа да испадне некој коктел, нешто интересен. Знаеш. А на прашањето, вака од филозофски аспект, како би го одговорил? Која улога има тетоважите во денешно време, во може и од уметнички аспект, може и од социјален, знам како од уметнички аспект што имаат, например, самото тоа аплицирање цртежи на тело. Декорација на тело, естетика. Филозофски тука нема многу што да навлагаме, тоа е тоа. Ако тетоважата има значење, тогаш има филозофско значење, можеби за клиентот што ја носи, ама не за тој што ја гледа. Треба приказнато убаво да се објасни за тој што ја носи, да му пренесе. Сега што значат тетоважите општо? Да. За луѓето што ги носат. Декорација на тело, брат. Ништо, мислам, секој може различно да ти го пренесе. Мислам да мене, ајде, дел од живот, начин на живот, ајде, тетовирањето може да се каже дека. Значи за секој различно би рекол. За секој различно. Нормално. Зашо? Не знам. Кај некој не значат ништо, некој може да ти каже зашо. Најчесто прашање, најчесто одговор може да би бил брат ми стојат убаво, јако ми изгледа. Затоа ме интересираше ти конкретно како мислиш. Супер си одговори ти на самото прашање, дека за тебе представуваат декорација на тело и со тоа ми е скрос окей. Па и не е уметност преска спомнал
тетовирање уметност не е тетовирање уметност, според мен. Друг пат ајде може да ќе го спорам муавето. Тоа може многу веќе Тоа е тежок е за за тежок муавет. Не секоја татуажа. Сум се расправал со артисти баш за ова. Сум се карал ептен. на тема дали На тема дали тетуирањето уметност. Е уметност, ама ретко кога може да биде уметност. Ајде у кратки црти. во изолирани случаи. Ајде у кратки црти. Спартанец доаѓа со копја со штет. Ја го цртам. Најреалистично што може како е тоа уметност. Поради што е уметност? Јас сум го ископирал не наводници, стварно сум го ископирал најдобро што можам на кожа. Од кога копирањето е уметност? Така да, ама ајде, ако не ги навредувам сам себе, ако сметаат дека сум ги навредил некој со ова, тогаш сум се навредил и сам себе. Значи не е ништо лошо да кажеме дека тетуирањето не е секогаш уметност. Ама ајде да стремиме кон секогаш да биде тоа уметност. Зашо не се разбие и тој стереотип да има истите тоа, да имаат слични тетоважи сите. Така. Да не ги спомнам сега кои се темите што ги Нема имаат потреба. претежно сите, ама Ги знаеме ги сите. знаеме, да. Да. Се надоврза од претходното прашање, се надоврза на спомна, тоест нешто што сакав секако да те прашам околу значењето на тетоважите. Нели самиот тој муавет, како гледаш ти на тој муавет? Некој мислам лично како за тебе, како за Марко Тасевски, нели ти како клиент, тоа е друго, нели нормално, тоа е приватно за секој клиент, имаш 1000 клиенти, не знам што. Лично за тебе, дали бараш значење во тетоважа, дали дури мислиш дека некој би требало да бара ако сакаш тоа да го кажеш, или ја гледаш како што спомна прескот филозофски аспект, за мене тоа декорација на тело, како што ставам бандажи на Така, колата за да биде буквално, поубава, ставам на себе слика за да ми е поубаво. Лично за мене колку што ми имаат значење, толку ми немаат. Тоест пола ми имаат, пола ми немаат. Другата половина ми се едноставно не, ајде и овој муаве да одрз. Поврзано. Најквалитетно нешто од тату артист, ајде артист пак поврзано уметност, ајде кажав. Најквалитетно нешто може да добиеш од него, кое ќе му кажеш прави што сакаш. Значи најагата татуажа ќе добиеш он што е од он самиот што е у моментот. Квалитетот негов што го има. Така да, како тоа да ми имаме на значење. Како јас ако ти кажам брат преми што сакаш, знам дека ќе добиам прека татуажа, ми има значење моментот, значи поише мислам дека самиот момент, знаеш, палмичка да ставам. Брат, бев у Мајами. Ја ќе спомнам палмичка исто. Да, одма си поврзуваш кај бев, која ја направив, колку години имав од прилика, со кој беше до мене. Значи не е тетоважата само, барем ја така, не е само тетоважата, туку и целиот момент кој ти ја направил. Неше од колекционерски аспект го гледам, јас сите што се квалитетни сакам да имам тетоважа. И ние така се дружиме уствари. Дружбата ни е таа. Ама има луѓе кои што сите тетоважи што ќе ги стават им имаат значење. Што ги разбирам и што е правилно и тоа, нема ништо лошо во тоа. Да, нормално. Тоа е многу убаво. Ама не ги ни прашувам искрено ако не ми кажат што ти значат тетоважите, зашто сепак е тоа интимен момент и тоа може би ќе ги растажни ако е спомната. Не знам. Значи не навлегуваш со клиентите во тој момент ако воопшто. сам не ми кажам, теорија нема го прашам. Не е моја работа. Моја работа е да го направам тоа што го сака она, не е да навлагаме зашто и како. А од друга страна има кај што имам клиенти кај што ниедна не им значи. Едноставно убаво им изгледа на тело. Ете, Самиот момент има супер тетовирање и се. Така. Тоа ме занимаше конкретно ти како мислиш, нели нормално е дека нема правила, мислам за многу работи нема правила, не па за тоа кој како одлучува за своето тело, тоа си е многу вако приватно. Ме интересираше ти како доживуваш. Бидејќи јас исто на пример би го доживел тоа сега кога имаш слики дома, ја на платно можам да испечатам, не знам, слика од палмичка или нешто што сакам, и од друга страна можам од некој наш уметник, нели, да не ги набројам милион добри, да имам нешто така, некако би имало од таа смисла нели преведено сега на тело. Ако ме разбираш што сакам да кажам, дека ти вака можеш сам да аплицираш и на слика дома. Така, јас така размислам, мислам да споделам мислење со тебе. Нормално и разбирам некој му има значење ово она. Абе, окей е се. Многу индивидуално. Окей е се. Така. Едно прашање сакам да те прашам што може помалце вако. Мислење за тетовирање кинески букви. Кое мислење го имаш? Го јам утна тоа тој период, знаеш? Да? Па дали Веќе не е еднаш јам- шемата? Не е уопште. И еднаш само јам тетовирано кинески. Ја баш
Баш Може има специализата за кинески. кај нас Сигурно. колку не, можда. И трибал го имам утната јас, онака баш. Поише имам трибал правено од колку што имам кинески букви, ако знаеш што е трибал. Ти текно оние Па не знам што е, ја не знам како се вика, не знам дали знаеш од УФЦ, мене многу ми се свига она како се викаат некои геометриски тела, не знам дали знаеш. добре полинижам мало. Тај тој Васа, не знам дали го знаеш од УФЦ. Не ми текно. Да, он има на нозете такви, да. И мене ми е тоа например, на кој да сум му кажал дека тоа ми се свија, бил Не, као бе, технички е добро, тоа е многу тешко да се сработи. Да. Права линија. Убаво да напуниш, убаво црна да не ми напуниш, текна се реално друг многу кој има тешко. такво нешто, да. Познат. Да не имаше овој келјавиот од Fast and Furious, како се кажа? Вин Дизел? Не бе Вин Дизел. После што се убацува у петката. Рок? Не, да Рок немаше нешто така нешто такво. како на Не, оствари реализам има Рок, извини. Па таа може да имаше нешто такво. да, нешто не ми текнува конкретно. Да. Ќе ти ја покажам баш после на тај тој. Ама криво ми е што го имам утнато малце периодот кинески јапански. Тоа ти фали. Па ми фали у портфолио, една имам под срамота, тоа артист татуираш 4-5 години, една имаш кинеска направена. И тоа на врат ми е тука, меѓу првите ми беше. А мислење имаш или За кинеските букви? општо мислам тетовирање некоја пакетот дел типографија? Немам ја право на мислење. Зашто да имам мислење? Онако Мислам лично за себе, мислам ја не би ја стел. Никогаш. тоа ме интересира. Би стел кирилица. Така. Не знам. Нивна си ја, брат. Така. Можам да ги разубедам, можеби ако осетам дека има простор, дека заслужуваат нешто подобро. Дека ама па од друга страна незгодно е да му кажеш нема да го спомнам кои се честите теми, ќе спомнам да речеме Вин Дизел дека е честа тема. Како да ја му кажам брат, секој втор има Вин Дизел. Не го стави глупо, ќе биеш како секој втор. А него можда Вин Дизел му има друго значење, можда у хороскоп е Вин Дизел. Да сватил за што те зборам. Можда животот го направил да биде Вин Дизел, знаеш. Да. И не можам ја да му кажам. Немаш, да, немам право. апсолутно те разбирам. Ама ако осетам дека има простор, дека клиентот е не знам како ти обяснам. Тогаш Дека е чекај, спремен бе, за зашо сугестија, Вин дека Дизел, сака дај- сугестија, Дај дека- Пол Вокер да го ставиме, знаеш. Тоа е интересно. Следно што сакав да те прашам, да се надоврзам на сите теми, веќе како скокаме од тема на тема, веќе Како? нели станува моето Да, да. кој е интересен. Малко. Кои се не само трендовите, него и техничките аспекти кои се подобруваат, кои се менуваат во тетовирањето. Например, ќе ти дам класична компарација, например е во маркетинг светот и во копирајтингот поготово, нели сега во програмирањето. AI-то е например значаен Да, фактор да. кој ја мрда целата работа значително, нели? Мислам помага AI ми и за овој подкаст може да помогне кога се ствараше да одговори некои прашања на некој кодер да му допише некој реч што му фали и слично. И ме интересира сега тоа префрлено на тетовирање, на твојата работа конкретно, на индустрија, може да ја наречеме тату индустрија, сигурно, бидејќи е доста големо, нели? Што е тоа што се менува, што е тоа што се подобрува, оди на различно, дали може да се очекува некоја како драстична разлика да направи тоа? Ме разбираш? Јас мислам дека ќе се очекува. Периодов баш мислам дека уште пред некоја година, не ова сега моментално, мислам дека тетовирањето е достигнато максимумот за што може да се изработи технички. Значи има Руси, Украинци, Американци што прават баш она, како што кажав преска, фотографија, тетоваш. Значи максимумот мислам дека врвот од тетовирањето за што може технички да се постигне е достигнат. Така да, што може да се очекува според мене само уникатно, само истото уствари од преска, сега се враќаме, поврзуваме како што кога се појавиле фотоапаратите, уствари тогаш се достигнал врвот можда на сликарството и морале сликарите тогаш да направат нешто ново. Така да сега исто тетовирањето мислам дека реализамот е достигнат, тоа е тоа, толку може максимум. И сега се повеќе и повеќе ќе се експериментира у стилови, зашто само тоа ќе прави уникатно тетоважа, уникатен дизајн, а не реалистичен дизајн ископиран истиот. Уствари пак се враќаме на арт, се враќаме на уметност. Значи сега би сакал уствари уметноста да навлезе целосно до тетовирањето. Да бидат другарчиња. Да. Да не биде само Па тука се знаат, ама не се браќа. ама Братуче, аднати се. Да. аднати се. Добро.
Интересно. Сакам да те прашам искрено, сега за тимот, нели се враќаме сега на бизнис страната, сакам да те прашам нешто повеќе за твоето студио, за Индиго. Индиго, извини. Да. Сам да те прашам околу тоа се, нели ти го прошируваш тимот, нормално, тоа е веќе бизнис аспект, го прошируваш тимот, имаш нови артисти. Ме интересира создавањето на тие артисти, дали ти конкретно учествуваш во тоа, или сакаш да викаш, тоест веќе оформени артисти, и каков е целиот, ме интересира од менеджмент страна, каков е твојот пристап према луѓето, така. people's management, нели како го организираш тоа, Да, значи каква стратегија имаш за тоа? Пипава работа. Значи не можам јас да им наметнам стил. Не можам јас да им кажам исто како и цртањето, исто како ликовната уметност. Се време поврзувам. Значи нас на ликовна академија професорите им беше забрането да ни фатат четка, да ни фатат јаглен. Тоа е правилно, така и треба, зашто имало генерации пред мене, многу пред мене, што цела генерација сликала како што сликал менторот. Така да исто и јас немам... Не е правилно јас да им технички си учиме. Ја може нешто оддаме од ева ќе научам од таа на утре. И учиме секојдневно, он ќе види нешто од интернет, ама нема правилно. Нема мора да црташ као мене, бркајте ме мене, ја да сум ви репер, тоа да ви е баш различно е. Не можеш да му кажеш на... Не може Пикасо да му каже на Ван Гог лоша ти е сликата. На тоа ќе се срочам. Стилот веќе беа, зашто нив кога ги викнав да дојдат, Дама е прв член на Индиго, ева втора, па Маша ни дојде, па Ана. Значи сите веќе имаа некоја база, имаа почнато со тетовирање, не е дека беа од нула. Нормално зашто не сакав да ризикувам и моите клиенти, мислам моите, на Индиго клиентите што си беа, додат во несигурни раце упреват. Значи веќе беа изградени артисти. Како јас што се убацив во Немлес на 6 месеци, слично беше и Дама. Дама мислам дека татуираше, па немаше ни година можда пред да дојде Индиго. Битно го имаше моментот однос со клиент од дом. Друго е кој ќе дое Тоа ме прв интересира како ги подредуваш ти работи. Сами кажа дека наметнување стил не е опција, што се не, јас не практикувам така. Да. Некој може да студија Така. бркаат тоа и главниот артист им е go to ситуацијата и сите сакаат као него да бидат. Не, биди си Дамјан Ма тоа ме интересира од другата страна, значи веројатно процесот на работа нели некои работи се пак од твој се од мој. Се што ти кажа, тоа едно друго е твој. Сега конкретно стилот нели него наметнаш, ама при селекција тоа сега се надора да сам почна да го одговараш нели на прашањето, дека имал однос со клиент. Значи тоа ти е доста битно кога се селектира. Значи тоа гледаш како нешто прво може би. Пред да дојде Индиго ја си искочив со него да го опипам, да видам као колку често работиш. Знаеш, колку време работиш. Со кој се дружиш? Да. Колку книги имаш прочитано. Да, и така да... Исто и преска спомнав, мислам дека многу тешко е да отидеш апрентис со студио без да имаш никакво искуство. Значи тогаш одговорно е студиото за твојот квалитет. Мислам и ти, ако си в ситуација таква, јас сум барал апрентишип кога сум почнал, ама добро е што не добив. Зашто не им лез да бидат одговорни за моите први 20 на ужасните товажи, брат? Тоа сум јас сум ги направил. Тоа е неизбежно, мислам дека нема кој сака нека биде, што колку сакаш како цртај, брат, ќе ти бидат лоши првите. Така да најправилно е сам YouTube. Тоа е тоа. Така. No. Нормално се нели се потегна после прашање, нели некој ако е добар, тој однос со клиенти треба малци природно да го има стекнато, ако веќе не бил усредина работна. Вие сте доста млади, например, може да дојде кај тебе човек што нема никакво работно искуство, има 25 години веќе. Да, ама не знам дали би му дозволил да црта. Збориш да почне да товира? Да. Дали би му дозволил да почне да товира? Па не знам, Аха, значи прво би го остил да види амбиентот, да види односот. Па брат, исто да се ја што го кажав, дека не е фер, сега јас сум градал има и некој да тоа же сфери искочило од Индиго. Ја направил Стефан, да, ама е направена во Индиго, значи колку што
е одговорен Стефан за тетоважето, толку е одговорно и студијата, и името на студијата. Така да нека си ја поминат тој процес нека си го поминат најдобро сами. Може совет нормално било што би им кажал ако заслужиле. Сега не може пристапот нивен треба да е нека се спуштат прво при земја, не да ми доаѓа со мора фори прво се пуштат, знаеш, да се осети да се опипа со кој си имаш работа, за да сега јас од друга страна не може ја виртуелно да ти кажам, а уште те немам видено као фликсија, брат. Треба, еве јас сум направил така, јас сум пишувал на студија, може ли напред да ќе поправил такви ствари. Не било окей, ама не би знаело таа ситуација, можда и исто и луѓе во периодов, ама не е фер и јас тоа и артистите или било кој друг занат. Тоа што сме го градали и што сме го учили, што сме оставиле многу време позади него и пот и желба и труд и се, да го даеме туку така на некој што нема го заслужи тоа и што ќе го стави тоа во една кратка реченица за 10 години, да бе, тетовирав еднаш, учев. Не е фер спрема, па треба, да, треба. Така е, јасно. Знаеш што ме интересира исто? Да поделиш некое твое искуство. Преска спомнавме едно, таму ми доаѓа прашањата. Сега јас малце го терав моветот од моја страна што мене би ме интересирало, ама веројатно би ти би бил нешто повеќе да кажеш на тоа. Например, кој е најинтересен реквест кој си го имал за тетоважа? Преска спомнавме, тој сега не може да го спомне за жал на гледачите. Преска што спомнавме. Што е нешто најчудно што некој ти побарал да тетовираш или слично? Ајде, последно сега рисен нешто ми текнува најскоро беше. Или интересна случка од тетовирање? Да, па и процесот, има само ме секој занима дневно, кој ама е ајде тетоважи да пробам сега да ископам. Ја често заборавам тетоважи, искрено, ама ќе пробам нешто да... Зашто секој дневно сам. Особено малите не можам да ги памтам, особено малите тие се интересните и уникатните. Ќе пробам сега, последно нешто беше сега Тошо Малерот имаше нели картун малецко и до него текст батка ќе парафразирам сега, можеби нема да е точно тоа правам батка, ја ремек дела, нешто такво или не знам, некоја таква некоја негов код, негова изрека од он тоа што укажува или имам тетовирано на една поребет лепсо ајвари сирење. Буквално тоа го имаше напишано девојчето. Се надевам тоа ти беше прашањето, некој вакви тетоважи. Нешто интересно, нешто не секојдневно, нешто што онака ти било. Ама претежно нема, претежно се културни тетоважи. Клиентелата ми е таква, ти викам една кинеска имам направено живот, така да најверојатно почна сепак го носиш до крајот од животот. Јас од мој аспект не би стел нешто, да, цело време поврзуваме. Јас од мој аспект не би стел нешто сили, нешто глупо, нешто смешно. Може би да, ама не да ја сега да си ставам глупости на мене само за фора, само за да се смееме. Мислам дека тоа е супер што уште еднаш го спомнаш и преска го потенцираше на прашањето нели што тој што сега размисла за првата тетоважа, дека треба и тоа емотивна врска да ја свати дека ќе ја носи за цел живот, бидејќи може да млад, ние збориме, претпоставам дека може и малолетни лица нели со дозвола од родителя се тетовираат. Испод 16 не матурија и со дозвола доја, законот си е таков, а и го поддржувам законот и така треба да биде. Ти не си созревам брат испод 16 години. Согласувам апсолутно. А 17 и 16 може со дозвола од родител. Така. Друга некоја анекдота од тетовирање, од самиот процес, ми интересира да споделиш нешто баш твое лично, веќе до сега беше некако од мене прашањето, нешто дали имаш некоја анекдота од тетовирање. Не мора да е ни од моменталното од претходните. Ама некој се гнасне брат сега што ќе да ги спомењам, има стварно свашта се дешава. Стварно. Не се за спомнување, искрено. Не се. Ќе ги скокнеме. Па не се. Анекдотите за после снимање. Ајде да. Па интересно е секојдневно. Така. Нешто различно е секојдневно ствари, тоа е убавото работата што не само со различни тетоважи што се сретнуваш секојдневно, мислам со различни тематики, туку и со различни луѓе, со различни животи, со различни муабети. Знаеш, у Бербериница најки муабети брат паѓаат. Па и тука не е нешто слично. Све можеш да слушаш. Значи постои тој аспект кај што
Знаеш, си има некоја емотивна релација меѓу тебе и клиентот што се Мора да има, муабетот јас сум самиот. по 8 сати со него. Да. Мора да има, ние све ќе си кажеме, ќе се отераме, може да ја пичкаме, да ќе се издосадиме, смее да се, ќе титнеш. Смее. Може да и ќе Смее, се смее. издосадиме, виш, ај преку глава бегај. Ама што ќе бре, тоа е. Да. На крајот денот дошол да се тетовира, мораш да правиш муавет, мораш да го одржуваш клиентот да биде тука, да ја прашувам често како си е. Знаеш, мора да се пази, знае некоја сакам, што ја се ме значи, ти- свести. Се обрнуваш внимание на таа релација, нели? Па мора, некој сака и може некогаш да и- си направи кога се Многу сакаат, ама Многу искрено, гледам дека тоа е да, као психијатар, психолог некојаш, дека нели? секоја услужна денеска И станува имаме- малце мора и тој момент да го имаш. Па да, особено кога работиш со клиент тет-а-тет, која си е. Сега баш за тета, да. Тета. Добро, тие што знаат. Да. А не, чекай, што сакав да Тоа кажам. нема да кажуваме ништо. Па ајде да кажеме како Па сакаш јас ти. оставам на тебе. Па не Мислам, знам дали некој да се каже. Па никога да испровоцирам такво прашање. Па ајде, убава прилика ова да се каже. Можеш да се обратиш и на камерата директ. Здрава камера. Од септември, сега не знам кога ќе се пушта, ама најверојатно значи септември би ни било за месец дена, ќе се старта подкаст за тетовирање и за ликовна уметност. Подкастот ќе одржиме јас и Нено Мраз. Не знам дали ќе биде подкаст класичен, зашто ќе има и игрици, некои такви ствари, така да може да ќе го прекрстиме у шоу. Ќе се вика тет-а-тет. И тоа е тоа. Значи бидете Stay tuned. спремни за септември. Да. Марко, тоа јас мислам дека поминавме голем дел на прашања. Прво сакам и јавно да ти се заблагодарам бидејќи ти си прв гостин што дојде кај нас. Ова е нов проект, доста време го спремав. Се залагав нели да испадне секој што треба, нели приватно ние зборевме општо за подкаст културата, како се гледа дека ние младите еви ти сега почнуваш и дека може преку ова да си даеме некоја шанса да се изразиме, да кажеме нешто, нели Да. свесни сме какво време живееме. Па и Едно со да- ова ти. Зашо да не направиме еден муабет нели опуштен? Нормално претходно тоа захтева и технички доста и се едно друго. На крај доаѓа се случува моментот. Како што спомнав да ти се заблагодарам што без проблем никаков. Излезе во пресред. Фала ти што дојде. Супер ти проектот. Ти посакувам само среќа, брат. Сам да се зафалам на тимот, фала ти на тебе. Да се заблагодарам на тимот позади камера, Стефан и на другарот што седи што е тука морална поддршка. И на сите што овие 3-4 месеци помогнаа за да се реализира проектот. И тоа е, сакам да најавам дека секој вторник во месецот ќе имаме епизода. Темите ќе варираат, гостите ќе варираат, темите и гостите може да се извадат највеќе од самото име Next Gen. Значи ќе одговараме прашања, ќе се трудиме да одговориме на прашања кои ги интересираат младите, да дадеме шанса на млади успешни луѓе како Марко, кои си имаат изборено за нешто свое тука во оваа држава. И така продолжуваме понатаму. Тоа беше тоа за денес. Марко, фала ти уште еднаш и до следно гледање. Чао.